Овде, крај езерото, повеќе од 3500 ученици се описмениле на Свети Климентовиот универзитет за потоа да патуваат низ Европа и да го шират словото и знаењето стекнато тука. Охрид бил голем центар на писменоста, културата и византиската уметност со векови. Ако е тоа така, кажете ми тогаш дали има поголем влог за одбрана на нашиот идентитет од фактот што нашата интеграција во Европската Унија, македонскиот јазик ќе стане официјален јазик на Европската Унија. Дали добро ме чувте? Македонскиот јазик ќе е официјален јазик на Унија, на нации која брои 500 милиони луѓе. Дојдов тука, во Охрид, за да ве повикам сите вас, сите прогресивни сили во државата, а тоа се пред се и над се граѓаните. Граѓаните македонци, албанци, турци, срби, роми, бошнаци, власи, египтјани, бугари, хрвати, унгарци, христијани, муслимани, сите наши граѓани. Ке се одважиме во новиот историски момент што ги повикува нашите генерации и ќе гласаме за Европска Македонија. Овој историски момент ги повикува и членовите на ВМРО ДПМН да одлучат и да ја поддржат иднината на Македонија во европското семејство. Вистински патриот на 30 септември ќе излезе за Европска Македонија. Денеска секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави беше во Македонија и ни рече дека 29 земји членки на НАТО се обврзуваат рамо до рамо со нас да не штитат. Ни рече дека ова е најважниот глас во историјата на нашиот народ. На 30 септември излегуваме масовно и гласаме за, заедно да одиме напред. Гласаме за Европска Македонија. Гласаме за Европски Охрид. Да живее Охрид, да живее Македонија.